Денес зборувавме за Мефивостеј и за онаа незгода што ја имал на 5-годишна возраст. Тежок живот, жалосно, значи за дете од 5 години да стане хромо или сакато на двете нозе. Но сега ќе спомнам еден настан со едно друго дете, 4,5 годишно, или да речеме еве тука некаде на таа возраст, од прилика исто, кое што за жал загинало при еден свој пат. Не станува збор за библиска личност. Значи на 20 март 1991 може да се сетите на тоа време, кај сте биле, што сте биле, 20 март 1991. Тука некаде сум завршувал со средно. При крај 1991. Во бурната Југославија тогашна, кога почна војната, не знам кога точно, ама тука некаде мислам дека беше пролетта. Како и да е, на 20 март 1991 во 11 часот, 4,5 годишно дете по име Конор загинало. Случајно, инцидентно се лизнало низ отворениот прозорец на 53-тиот кат во Њујорк, зграда во Њујорк. Прозорец кој што чистачката го заборавила едноставно да го затвори. Неговата мајка, италијанската глумица Лори Дел Санто, тоа е неговата мајка, а идентитетот на неговиот татко ќе го откриеме на крајот. Тој бил исто тука некаде во Њујорк. Жалосно. Од 53 кат. Огромна висина. Тука тешко некој да преживее, освен ако при падот нема нешто што би го ублажил падот. Сепак, тешко веројатно да некој преживее. И во светот навистина се случуваат мноштво на вакви случаи. Има многу страдања. Те речете што сгрешило вакво мало дете, ама ете, се случуваат настани. И прашањето што обично се наметнува е дали и каде е Бог во тие моменти, дали тој сочувствува. И ќе биде многу нефер да кажеме дека не сочувствува, ако го знаеме и го познаваме нашиот Бог. И одговорот е да, и не само што сочувствува. Ќе си земем за право да кажеме дека Бог и плаче од толку многу што сочувствува. За Исуса во Библијата на 2 места се спомнува дека просолзил, дека плаче. Всушност еден од најкратките, односно најкраткиот стих во Библијата е Исус заплака или Исус просолзе во друг превод. Тоа е Јован 11:35. Значи пак таа 11 глава имавме и стих. Кога заплакал покрај гробот на Лазара, кој што се уште не бил воскреснат тогаш. Меѓутоа ќе забележиме дека никаде во Библијата немаме ситуација, еве две ситуации се тие каде што Исус плаче, значи имаме доволно време накратко да ги обработиме двете за да видиме зошто Исус плаче, која е причината. Никогаш, ама никогаш колку и да му било тешко, а му било издворедно тешко, гладувал, немал каде глава да склони, како што вели, трпел навреди, омаловажувања, малтретирање и така натаму, никогаш не заплакал за самиот себе. Никогаш. Дори и во Гециманија, каде што тие страшни маки ги преживел, капки на крв и пот му се слевале од челото, меѓутоа не гледаме дека му се слеваат солзи. Не заплакал. И Јован 11 глава, рековме 35, Исус заплака. Меѓутоа, што се случува во Јован 11 глава, доаѓа вест до Исуса дека Лазар е болен во селото Витанија, во нивното родно место. И третиот стих вели, така сестрите пратија до него да му кажат, Господи, ете, болен е оној кој го љубиш. А штом Исус го чутува, рече, болеста не е смртоносна, туку за Божја слава, за да се прослави Божиот син. А Исус ги љубеше, Марта и незината сестра, и Лазара. И кога чу дека е болен, остана тогаш
уште 2 дена во местото кај што се наоѓаше. Јас порано сум имал впечаток, ама веројатно погрешен, сум заклучил дека како Исус да бил во Ерусалим, и тоа е тука негде на 2,5-3 километри до Витанија, ама сепак, да, ама сепак, ако читаме во 10 глава, значи претходното действие, тој се наоѓа на местото крај Јордан, кај што Јован Крстител крштевал. А Јордан и Витанија се на некаде на 40 километри. Мислам, Витавара е местото кој што е спомнато овде. Сега некои се спорат со ова, значи 10 глава, 40 стих. И пак отиде преку Јордан, каде што Јован крштеваше отпрвин и остана таму. И мнозина дојдоа при него и рекоа, Јован не направи ни едно чудо, но се што рече Јован за него беше вистина и таму мнозина поверуваа во него. Каде се спомнуваше местото овде? Аха, во 1 глава Јован, се извинувам. Али овде ова е контекстот, значи Исус се спомнува дека доаѓа кај Јордан, на местото кај што Јован Крстител крштевал, и потоа се случува 11 глава кај што ја добива веста за Лазара, а во 1 глава од Јован 26 до 28 стих ни се кажува кое е местото. 1 глава Јован 26 до 28. Јас крштевам со вода, им одговори Јован, но меѓу вас стои еден кого вие не го познавате, тој е оној кој доаѓа по мене, кој беше пред мене, кому јас не сум достоен да му го одврзам ременот на неговите обувки. Тоа се случи во Витавара, од онаа страна на Јордан, каде што крштеваше Јован. И добро, нека е и Витавара, значи не велам јас дека е вака или така, меѓутоа и тоа е на 40 километри, тоа не е претерано далеко од Ерусалим, за тие услови, кога немало превозни средства како денес, сепак нека биле и ден-два, за да можел Исус да стигне. Меѓутоа, текстот ни вели дека останал уште 2 дена, откако ја слушнал веста. И во меѓувреме Лазар ќе почине. Знаеме, го спомнувавме овој случај порано во контекст на кога зборував за тоа како човек да биде среќен. И ова беше еден од моментите кои што го разгледавме и спомнавме дека мораме да сватиме дека кога Господ одолговлекува некојаш, видите, овде се остава впечаток како Исус да нема интерес за Лазара, кога го љубеше, вели. Знаеме колку бил близок со ова семејство. Од 7 стих го читаме, вели, потоа им рече на учениците да отидеме пак во Јудеја, учениците му рекоа, Рави, јудејците сега сакаат да те убијат, значи сосема ја менува темата. Значи, како да нема интерес воопшто. Но тоа спомнавме и еве сега ќе кажам дека кога Господ нешто одолговлекува, кога еве се молите можеби за нешто и тоа не се случува, поминува време, тоа значи дека Господ спрема нешто уште подобро за вас, уште поубаво. И овде он нагласил дека Господ ќе се прослави преку сета ова ситуација и навистина се прославил на величествен начин. Ако читаме понатаму, знаете, тој разговор со учениците им кажува дека Лазар умрел, дека заспал, всушност умрел. И да не читаме се, текстот кој што беше и за утрински стих, кај што на Марти вели дека Лазар ќе воскресне, па таа му вели, па знам, во последниот ден. И ова потоа ја вика Марија, и таа истото го кажува. Три историјости, кога Марта дојде таму, каде што беше Исус, кога го виде паднат на неговите нози и му рече, Господи, да беше тука, немаше да умре брат ми, тоа е таа изјава што ја дава и Марта, значи истота. Кога Исус ја виде како плаче и како плачат јудејците кои дојдоа со неа, се растажи во духот и се потресе. И рече,
каде го положија, му рекоа: Господи, дојди и види. Исус просолзи, еве го оној накраток стих. Значи, не е рамнодушен, далеко од тоа Господ. Кога вишол дека тие плачат, се потресе во духот. Господ сочувствува со секаква ваква или слична ситуација. Тоа не треба да го губиме од вид. И Исус просолзе. И потоа можеме да читаме, вели, тогаш јудејците рекоа: гледај колку го љубел. А некој од нив рекоа, се подсмева на некој начин: не можеш ли овој кој му ги отвори очите на слепиот да направи и овој да не умре? А Исус пак се растажи силно во себе си и дојде на гробот, а тоа беше пештер и камен навален на неа. И Исус рече: поместете го каменот. Марта, сестрата на покојниот, му рече: Господи, веќе смрди, зашто е 4-ти ден во гробот. Исус и вели: нели ти реков дека ќе ја видиш Божјата слава ако веруваш? Тогаш го поместија каменот, а Исус ги подигна очите нагоре и рече: Татко, ти благодарам што ме послуша. Јас знаев дека секогаш ме слушаш, но ова го реков заради народот кој стои тука, за да поверува дека ти си ме пратил. Ова е интересен стих, 42. И на 45-тиот ќе обрнеме внимание, да читаме поред. Откако го рече тоа, викна со силен глас: Лазар излези надвор, и без проблем на Божиот збор, умрениот излезе, завиткан со повои по рацете и нозете, а лицето му беше забрадено со крпа. Исус им рече: одвиткајте го и оставете го да оди. 4 дена не мрднал, значи да се раздвижимо. Тогаш мнозина од јудејците кои дојдоа со Марија, ево 45-тиот, и видоа што направи Исус, поверуваа во него. Значи Исус овде прави некој момент, се случуваат некои моменти каде што изговара зборови со цел да слушне околниот народ и има некој одреден ефект. Мнозина и поверувале. И тука е главниот момент зошто Исус плаче всушност. Да, не дека не е допрен од моменталната ситуација од тоа што го гледа, меѓутоа нелогично е да речеме дека сега плаче по Лазар, затоа што знае дека после некој момент ќе го воскресне. Ќе биде пак меѓу мртвите. Не плаче заради неговата смрт. Е што вели духот на пророштвото. Меѓутоа, колку неподготвени биле неверните евреи правилно да ги протолкуваат неговите солзи. Некои кои не можеле да видат како причина за неговата болка ништо друго освен само надворешните околности пред него, нежно рекле: гледај колку го сакаше. А други, сакајки да посеат семе на неверство во срцата на присутните, подсмешливо рекле: зар не можеше овој кој му ги отвори очите на слепиот да стори Лазар да не умре? Со своето пророчко око Христос го видел непријателството на фарисеите и садукеите. Знаел дека тие однапред ја смислуваат неговата смрт. Знаел што го очекува посебно после овој настан. Знаел дека некои од овие кои навидум се толку сочувствителни, набргу самите себе си ки си ја затворат вратата на надежта и капијата на Божиот град. Го видел Ерусалим обседат со римски легии. Знаел дека мнозина кои сега плачат за Лазар, нанапред таму 70-та година кога беше, ќе умрат за време на обсадата на градот и дека во нивната смрт нема да има никаква надеж. Христос не плачел само за сцената што била пред него. Врз него лежел товарот на вековната болка. Ги видел страшните последици на престапот на Божиот закон. Видел дека мнозина ќе загинат неповратно за секогаш. Ќе отидат во вечна смрт. Го видел Иерусалим и обсадат и знаете тогаш дека оние кои што биле прави христијани се спасиле, го слушнале, поверувале на Божите зборови, но многу голем број загинале. Заради таквите Исус плаче. Неговото срце било прободено со болката на човечкото семејство низ сите векови и во сите земји. Страдањата на грешниот човечки род тешко ја притискале неговата душа, а изворот на неговите солзи потекол кога посакал да ги острани сите нивни неволи. Че Господ сака да ги острани сите наши неволи и Господ сака по секоја цена некако, ако може да не спаси, да
не завршиме таму кај што не сака, кај што не било предвидено, тоа огнено езеро било предвидено за сатаната и неговите ангели, а никогаш за човекот, за никој од човештвото. И тоа е она што го боли. Тој унапред гледа и гледа колку мнозина ќе бидат изгубени за секојаш. Затоа што за секојаш ќе мора да биде разделен од нив, односно тие од него. Едноставно ќе ги нема како никогаш да не постоеле, а и за нив умрел Исус Христос. И втората ситуација се наоѓа во Јован 12 глава, следната глава, од 12 стих до 19 ќе читаме. А на другиот ден множество народ што беше дошол на празникот, кога чу дека Исус доаѓа во Ерусалим, зеде палмини гранки, значи ова е цветници, така кажано, и му излезе во пресрет и викаше: Осана, благословен кој доаѓа во Господово име, Израелевиот цар. А Исус најде осле и седна на него, како што е напишано: Не бој се, силнова керко, еве твојот цар иде седејќи на осле. Неговите ученици не го разбраа тоа отпрвен, но кога Исус се прослави, тогаш се сетија дека тоа беше напишано за него и дека тоа му го сторија. А народот кој беше со него сведочеше дека тој го повика Лазар од гробот и го воскресна од мртвите. Заради тоа народот и му излезе во пресрет, зашто чуја дека тој го направи тоа чудо. Фарисеите пак си рекоа меѓу себе: гледате дека не можете ништо, ете светот тргна по него. Значи, ова е влегувањето на Исуса во Ерусалим, но читаме во 19 глава Лука, паралелен текст, 19 глава Лука, (29) па понатаму. И кога се приближи до Витфагија и Витанија, до гората наречена Маслинова, испрати два ученика и им рече: одете во селоно што е спроти вас. И кога ќе влезете во него, ќе најдете врзано осле, значи е го истиот настан, на кој никој од луѓето никогаш не е седнал, и одврзете го и доведете го. И ако некој праша зошто го одврзавте, речете му вака: на Господа му е потребно. А испратените отидоа и најдоа како што им рече, и кога го одврзаа ослето, неговите стопани им рекоа: зошто го одврзавте ослето? И рекоа: на Господа му е потребно. И го доведоа при Исуса и го ставија врз ослето, ги ставија своите облики и го кренаа Исуса. А кога одеше, ги постилаа своите облики по патот. И кога веќе наближуваше до страмнината на Маслиновата гора, целото множество ученици почна радосно и гласно да го прославува Бога за сите чудеса што ги видоа, велејќи: благословен е царот кој доаѓа во Господово име, мир на небото и слава на висините. А некои од фарисеите меѓу народот му рекоа: учителе, забрани им на твоите ученици. Тој одговори: ви велам, ако замолчат тие, камењата ќе викаат. А кога се приближи и го виде градот, треба долу. А кога се приближи и го виде градот, заплака за него. Еве ова втора ситуација. Исус влегува на осле, го слават како цар, конечно велат: еве, ова е моментот кога ќе се зацари. Тој се доближува, го гледа Ерусалим и заплака. И што? Зошто? Повторно од истите причини, заради неверството. Рече: кога и ти би узнал, дури барем во овој твој ден, што е за твојот мир, но сега е сокриено од твоите очи. Зашто ќе дојдат денови за тебе, кога твоите непријатели ќе те обкружат со опкопи, ќе те опколат и ќе те притеснат од сите страни. Еве, и во претходниот цитат читавме за ова. И ќе те срамнат со земјата тебе и твоите деца во тебе, и не ќе остане во тебе ни камен на камен, зашто не го позна времето кога беше посетен. Многу е битно човек да го познае времето и денот на посетата Господова во неговиот дом, во неговиот живот. Затоа што ако не е така, може да заврши кобно, како и
мнозина во Иерусалим. Исус повторно плаче не за себе, туку за својот народ, и тоа заради неверството. Исус вели не плачел поради страдањето што го чекале, иако биле наближувале Гециманија и Голгота. Сепак откупителот не плачел и не липал во душевна болка поради сето она што го подсетувала неговата сурова смрт. Неговата болка не била себична. Оваа благородна, самопожртвувана душа не ја плашела помислата на собствената агонија. Исусовото срце го кинел погледот кон Ерусалим, на Ерусалим кој го отфрлил Божиот Син и неговата љубов ја изложил на подбив, кој одбил да биде осведочен со неговите мокни чуда и кој се готвил да му го одземе животот. Што не направил Исус? Што се не направил? И пак, мнозина во Ерусалим не го прифатиле. Видел што бил затоа што го отфрлил својот откупител и видел што би можел да стане кога би го прифатил него, кој единствено можел да ги исцели неговите рани. И тоа го растажило. Христос пролевал солзи на Маслинската гора заради закоравеноста и неблагодарноста на секој поединец до последниот ден. Не само за тие во Ерусалим, не само за својот народ во тоа време, за сите до последниот ден. За неблагодарноста, за закоравеноста, за тврдоглавоста, може да кажеме, за тврдото срце. Тој гледа дека неговата љубов се презира. Храмот на душата е претворен во место за обесветена трговија. Во човечкото срце се негова себичност, сребролюбие, лукавство, завист, гордост и страст. Неговите предупредувања се отфрлаат и смеваат, кон неговите пратеници се зазема рамнодушен став, нивните зборови се сметаат за празни приказни. Исус зборувал преку своите дела на милост, но тие дела на милост останале незабележани. Говорил преку свечени предупредувања, но тие предупредувања се отфрлени. Тоа е тоа што го болело заради тие луѓе кои што го отфрлиле. Еврејскиот народ е символ на народите од сите векови што го презирале преколнувањето на бесконечната љубов. Христовите солзи, доека плачел над Ерусалим, биле солзи за гревовите на сите времија. Во судовите изговорени над Израел, внимајте на ова, што го прочитав, Христовите солзи, доека плачел над Ерусалим, биле солзи за гревовите на сите времија. Господ плаче кога му грешиме, кога го кршиме неговиот закон, кога сме непослушни, кога сме тврдоглави. Во судовите изговорени над Израел, оние што го отфрлаат карањето и опомените на Божиот Свети Дух, може да ја читаат својата собствена осуда. Во ова поколение постои мноштво што ја гази истата почва по која оделе и неверните евреи. Тие ја почувствувале Божјата сила, Светиот Дух му зборувал на нивното срце, но тие цврсто се прилепиле за своето неверство и противење. Бог им упатува опомена и карање, но тие не се готови да ги признаат своите греуви, да ја отфрлат неговата вест, па ја отфрлаат неговата вест и неговиот вестник. Истото она средство што го користи тој за нивно исцелување им станува карпа на соблазна. Уште и додава вој цитат од копнежот Елен Вајд: отпаднатиот Израел ги мразел Божите пророци, затоа што тие ги изнесувале на виделе на нивните скриени гревови. Ахав го сметал Илија за свој непријател, затоа што пророкот верно ги укорувал тајните беззаконија на царот, така и денес Христовиот слуга, кој го укорува гревот, наидува на подсмев и отфрлање, исто како што бил, за жал, отфрлен и Христос. Немал што повеќе да направи за своето лозие, како што вели Исаија во 5 глава. И тоа се моментите кои што го кинеле неговото срце и затоа Исус плачел. Бог е љубов. Исус на прекрасен начин тоа ни го прикажал и еве да го прочитаме Евреите 4:15, прекрасен стих. Да се подсетиме на тоа каков правосвещеник имаме, оној кој што не застапува пред Отецот.
4.15 евреите, зашто немаме првосвещеник кој не може да сочувствува со нашите слабости, туку кој бил искушан во секакој нас, освен гревот. Значи, имаме првосвещеник, го имаме нашиот Спасител Исус, кој што се застапува за нас, каков што поминал, како што и ние поминуваме низ разни неприлики на животот и сочувствува со секоја една. Знае како ние, знае и да заплаче, но највеќе она што го жалости и го тера да плаче е нашето беззаконие, нашата непослушност, нашата тврдоглавост, нашето отфрлање на Божјата вест, нашето отфрлање на Божите вестници, не дај Боже и отфрлањето на Елен Вајд, кој што се повеќе и повеќе е видливо во црквата, плаче затоа што ја отфрламе неговата љубов, всушност. И можеме така да кажеме, да се изразиме, секогаш кога грешиме, Исус плаче и солзи се слеваат од небото. Тоа беше пораката, а сега кога сме кај Конор, она дете, кој што починало на таков бизарен начин, помеѓу другото, од неговата смрт најпогоден бил познатиот гитарист Ерик Клептон, ако сте слушнале. И она негова прекрасна балада, ќе кажам, Tears in Heaven, или Солзи на небото, кој што всушност ја напишал заради овој случај. Тоа е таткото на детето. И во неговото интервју ќе каже, во суштина песната не е тажна, туку е песна на вера. И навистина тој во песната пее дека е тешко е навистина, дека пее во песната дека за него небото не е, значи не е спремен за таму, меѓутоа ќе издржи, нешто му дава вера да издржи, наистина е тешко кога родител ќе изгуби дете, поготоа е вака на вакви години. И интересен наслов кој што беше инспирација за оваа моја тема, која што всушност се поклопува со тие солзи од небото. Исус плаче пред се, да, плаче и сочувствува со ваквите настани, сочувствува со секоја наша тага и болка и страдање, меѓутоа, како што видовме, највеќе плаче заради нашето неверие. Јас верувам дека во оваа нова година во која што навлеговме нема да дозволиме, би сакал, моја желба е да не дозволиме воопшто да пролее солза за нас. Ако е тоа можно, тоа навистина би било прекрасно. А тоа значи да бидеме послушни од сето срце. И не само што ќе го поштедиме од тоа, туку и ќе биде радосен. Господ многу се радува кога сме му послушни и ја твориме неговата волја. На тој начин најдобро го прикажуваме пред светот, затоа што така и мнозина можат да препознаат дека сме негови вистински следбеници. А иде ден кога се ќе заврши, секоја солза ќе биде избришана од очите на луѓето и кога Јован, како што вели овде, видов ново небо и нова земја во 21 глава Откровение, зашто првото небо и првата земја помина и море нема веќе, тогаш јас, Јован, го видов светиот град Новиот Ерусалим, како слегува од небото, од Бога, стокмен како невеста, која е украсена за својот маж. И чув силен глас од небото, велејќи, еве го Божиот шатор меѓу луѓето, и тој ќе живее со нив, и тие ќе бидат негов народ, и самиот ќе биде со нив. И ќе ја избрише секоја солза од нивните очи, и смрт нема да има веќе ни тага, ни плач, ниту болка, зашто првото помина. Такво нешто го чека верниот Божи народ. Да го зграбиме на крајот она ветување кое што го читаме во Јован 14 глава, оние прекрасни стикови. Јован 14 глава, до тогаш, значи, додека не дојде нашиот Спасител, да не се вознемирува вашето срце, да не се плаши, не бои се, како што му вели
Давид на Мефивостеј. Вие верувате во Бога, верувајте и во мене. Верувајте со цело срце, зашто Господ кога ветува, Господ не е човек па да лаже. Давид останал на својот завет, како една прекрасна слика. Камо ли Господ, се што рекол, се исполнило, уште малку останало и немаме причина да се сомневаме дека нема да се исполни. Во домот на мојот татко има многу живеалишти, ако не беше така, јас ќе ви кажав. Зашто одам да ви приготвам место и кога ќе отидам и ви приготвам место, пак ќе дојдам и ќе ве земам при себе, за да бидете и вие каде што сум и јас. А знаете каде одам јас и патот го знаете. Исус заминал, Исус посредува за нас, Исус ги подготвува тие станови, ако ова е фигуративно кажано, и да не дозволиме да плаче, туку да се радува и да се гордее со нашите животи и да радосно го дочекаме тој ден кога ќе се исполни ова ветување, кога тој повторно ќе дојде за да не земе и да бидеме таму каде што е тој, каде што нема ни солзи, ни тага, ни плач, ни ништо. Нека му е слава нему. Амин.